Добро вечер во Проверено. Она што ние го изградивме, вие ќе не можете ни да го молерисате. Вака се перчаа политичарите од ВМРО ДПМН, но оние од СДСМ. Но како што стојат сега работите, сегашната власт може да им возврати со зборовите. Не се секирајте, таму каде што вие застанавте, ние ќе продолжиме. Ова издание на Проверено е посветено на староновите градби во општина Аеродром, кои можат неповредно да ја уништат оваа скопска општина. Парите од инвестициите одат на контото на бизнисмените, а штетите од бетонизацијата ќе ги трпат граѓаните. Еве што следува во ова издание на Проверено. Стоп за бетонската џунгла, стоп за спорните дупови на Ивица Коневски. Ова беа зборовите на кандидатот Златко Марин. Градоначалникот Марин е друг човек. Делото на Коневски продолжува. Аеродром на големо се гради. Граѓаните ги интересира зашто има таму зграда. А вас не ви интересира кој гради зграда? Мене не ме интересира. Добро. Кој гради зграда, затоа што не е моја работа. Овие два објекта Коневски го чинеа избори. Ке платили Марин со довербата на аеродромци. А кој ќе биде задоволен? Еден навидум анонимен инвеститор и еден навидум неважен општински инспектор. Но чии се интересите? Проверено открива како политиката може да ги раздели власт и опозицијата, но не и бизнисот. Гледате Проверено, за да е појасно кој доаѓа прв. Граѓаните или парите на оние, без разлика дали се на десната или левата страна во политиката. Скопјани со носталгија се сеќаваат како се градеше една од најурбаните општини во Скопје. Модерна архитектура со прецизно испланирано градење на паркови, зеленило, паркинзи и севкупно безбеден амбиент кој беше таргет на многу млади брачни двојки. До денеска повеќе не е така. Општината која што важеше за бастион на ВМРО ДПМН не можеше туку така да премине преку урбаното злосторство кој го приреди поранишниот градоначалник Ивица Коневски. Тој беше казнет, а победата на Златко Марин не се должеше толку на неговите идеи, туку на ветувањата дека бетонските чудовишта на старата власт нема да се реализираат. Но едно е кампања, а друго е власт. Не само што се гради, туку Проверено открива дека општински инспектори блиски до СДСМ ги изведуваат градежните работи за инвеститори поврзани со дебело профитни сделки на минатата власт. Христина Биловска ја има приказната. Аеродром беше едно од најмодерните населби во Скопје. Некаде 70-те години почна да се гради. Беше со модерен стил, веројатно после земјотресите, кога веќе нашите се научија да работат, со големи површини подзеленило. Зградите беа асеизмички и така да важеше едно од најубавите населби, би реколи, во Македонија, не само во Скопје. Спорни детални урбанистички планови, стоп за градежната мафија. Вака кандидатот за градоначалник на СДСМ зборуваше минатата есен во трката за градската фотелја на најголемата скопска општина Аеродром. Денеска пак по речиси 8 месеци, градоначалникот Златко Марин не зборува исто како кандидатот Златко Марин. Ова е просторот околу Тобако 2 во Аеродром. Тука ќе биде новото огромно здание, едно од оние поради кои аеродромци го казнија Коневски кога го промени дупот на 2 пати. На крајот одлучено е да се гради 9-катница. Градежната механизација го подготвува теренот за изградба на еден од најголемите стамбено-деловни објекти овде во општина Аеродром. Заштитните тараби го обезбедуваат просторот од над 5000 метри квадратни, а стамбениот објект ќе се гради на површина од 2200 метри квадратни. Детското игралиште веќе е отстрането. Ќе се сече уште зеленило во ионака проблематично загаденото Скопје. Ако Ивица Коневски ја минуваше оваа градба, токму новиот градоначалник Златко Марин е оној кој што на 4 април годинава го издаде решението за градба, но најголемото прашање е кои се луѓето кои добија дозвола за оваа несомнено плодна инвестиција и чиј што бизнис напредува и со двете општински администрации. Инвеститор е компанијата Порта Инженеринг, заедно со уште 13 физички лица. Оние кои имале имот на ова место, а кои што сега само ќе им биде заменет со имот во ново изградениот простор. Порта Инженеринг е основана во 2015 година.
Немаат вебсайт, а доколку ги пребарувате, за нив не постојат речиси никакви информации кои укажуваат на некој нивни минат труд во градежништвото. Фирмата која треба неповратно да го промени лицето на најурбаната скопска општина, која се гордееше со своите паркови, паркинзи и широки тротоари, е во собственост на извесен млад човек од Велес, Горан Ристовски. За него единствено е познато дека е долгогодишен соработник на компанијата Develop Group, на бизнисменот Александар Ивановски, во јавноста познат како Алек Теранова. Седиштето е регистрирано на иста адреса со Адора Инженеринг, собственост на познатиот бизнисмен Ванчо Чифлиганец, кој како и Ивановски во јавноста често беше поврзуван со одредени привилегии кои му ги даваше претходната власт на Груевски. Токму Ристовски за проверено откри дека овие врски сепак не се случајни. Формално правно гледано, да, ова е прв објект на кој како инвеститор е Порта Инженеринг Груп, но нашето искуство во градежништвото е долгогодишно. Имено фирмата Порта Инженеринг Груп во самиот почеток беше друштво со ограничена одговорност и беше формирана помеѓу представникот од Адора Инженеринг, Спасе Стојанов, и јас како представник од фирмата Develop Group. Одлучено е како седиште да биде седиштето на Адора. За покасно Адора, тоест мојот партнер Спасе Стојанов, како и Develop Group, да се повлечат од проектот поради презафатеност за реализација на нивни други објекти, при што јас останав како единствен содружник во Порта Инженеринг Груп. Еден од луѓето кои се водат како коинвеститори во објектот, а кои на оваа парцела имале барака и пензионираниот воен старешина Павле Трајановски. Тој на ова место имал дуќан, продал и стан во центар за да учествува делумно со пари во инвестицијата. Дуќанот супер ми работеше. Меѓутоа, деталниот урбанистички план ние сакали или не мора да се урбанизира. Тие бараки кога се правени 63-та така наречени бараки, значи тогаш е предвидено да се изгради стамбено-деловен комплекс, значи тука кој е во тоа има и градот, и државата, и општината, и ние како собственици од тоа имаме бенефити, така кога има сите страни бенефити, многу лесно се согласат. Ако Порта инвестира, изведувач според податоците на градежната табла е една исто така непозната компанија, Специјал Градба. Навидум нема ништо значајно околу оваа фирма. Ако и го видите името на градежната табла, нема да ве асоцира на ниту еден од етаблираните градежници во земјава. Но ако подистражите, Специјал Градба станува интересна компанија која отвара сомнежи за трговија со влијание. Формирана е во 2011 година. Нејзин управител е Кочо Стојчевски. Тој работел разни работи во повеќе државни институции. До 2015 година е раководител на Советот за инспекцијски надзор во општина Центар, додека на власт е Андреј Жерновски, тогаш од ЛДП, сега од СДСМ. Во 2017 година станува раководител на секторот за локален економски развој при истата општина. Инспекторот и административец, освен фирмата Специјал Градба, е ко-собственик и во хотелот Панорама во Крушево. Позната и како нарачател на инспекцијскиот надзор врз општина Центар за новата барокна зграда на ВМРО ДПМН во времето кога Жерновски го раководеше Центар. Медиумите на големо пишуваа за тоа, но на зградата и до ден денес не и фали ништо, иако беа констатирани прекрушувања. Во одговор на прашањата до проверено, Стојчевски тврди дека не постои конфликт помеѓу неговата државна работа и приватниот бизнис. Напротив, вели, немало поидеален човек за инвестиции од оној кој го раководи секторот за локален развој, смета тој. Моите бизниси било каде и да постојат се во функција на локалниот економски развој. Понатаму Стојчевски објаснува дека не може да постои конфликт на интереси бидејќи тој не добивал пари од јавни набавки. Во обемниот одговор кој ни го испрати набројува за кои се фирми работел како изведувач, меѓу нив се и корисници на тендери од државата како на пример Гранит. Постапката за добивање на работа за изведба на наведениот објект е добиена врз основа на понуда и побарувачка, кои се основни принципи на пазарната економија. Организацијските способности на тимот беа одлучувачки фактор да биде одбрана понудата на Специјал Градба. Ние имаме искуство во организација и менаџирање на фазите во текот на градба на еден објект, што по мене беше одлучувачки фактор.
Општинскиот инспектор, сега раководител заедно со анонимниот Ристовски, кој пак има моќни пријатели и поранешни соработници, се подготвуваат за градење кое ќе потрае во следните 2 години. Едниот со конекции до новата власт, другиот до старата. Оние кои се чини дека нема никој да ги слушне, се граѓаните. Не можеме некоја власт како ќе дојде така да ги менува урбанистичките планови. И лично мислам дека апсолутно не е водена сметка за хуманата дименсија. Целта беше само да му се дозволи на те профитери да заработат огромни пари. Па ние мислам дека не можеме ништо да преземеме, затоа што како што си замислиле така си прават, и мислам дека е се џабе. Ветувањата предизборни се ветувања, ама после изборите сите забораваат на тоа и тоа е тоа. Подоцна во проверено ќе ги слушнете коментарите на градоначалникот Златко Марин, кој не демонстрираше некоја особена грижа за аеродромци, освен стандардното што да се прави, такви се законите. Но главен постулат на неговата кампања беше борбата со урбаната мафија, а како нејзин символ го избра бизнисменот Јордан Камчев, близок со тогашниот шеф на УБК Сашо Мијалков. Следна за градење е оваа парцела кај мајчин дом. Во оваа приказна се испреплетени незнајни ликови од Кочани, кои подоцна се поврзуваат со добро познати карактери кои профитираа од минатата власт. Да, против дуповите сме што беа донесени во овој период. Во едно време аеродром беше една од најдобро урбанистички испланирани општини. За да се случи во овие 12 години да стане градежен хаос. Вака зборуваше кандидатот за градоначалник Златко Марин. Вети ревизија на спорниот детален урбанистички план, најави стопирање за урбаната џунгла, градење само во руралните средини и нечепнување на централното подрачје на аеродром. Пред 7 месеци кампањата на Марин се темелеше на дуповите кои ги донесе предходникот, а кои што ги вознемирија жителите. Ова е спорната парцела околу која што се кршеа зборовите за време на кампањата. Засега зеленилото во општина Аеродром покрај ортопедската клиника Мајчин дом се уште стои нечепнато, но оваа локација е предвидена да се изгради зграда на 8 ката плюс поткровја, но засега нема ставено ни цигла. Не затоа што е сменет деталниот урбанистички план, туку затоа што неодамна е сменет собственикот. Проверено открива дека газда на атрактивното земјиште повеќе не е фирмата Massive Construction, која е поврзана со бизнисменот Орце Камчев. Оваа фирма поради неподмирување на врските за хипотекарен кредит од комерцијална банка го изгуби земјиштето, а нов собственик стана градежната фирма ЗСФ Комод Скопје, која за 3 милиони евра на лицитација ги купи двете парцели во вкупна површина од 5000 метри квадратни. ЗСФ Ком ја поседува бизнисменот Фатмир Етеми, кој еден мандат од 1998 година до 2002 година беше пратеник во собранието од редовите на ПДПА НДП. Но како ова земјиште на самиот булевар Јане Сандански доби маркица за изградба на стамбена зграда и како во бизнисот тивко влезе и излезе миленикот на власта на ВМРО ДПМН Орце Камчев. Овие две парцели со децении биле државна собственост, а во 2007 година и се продадени на Европа Комерц од Кочани, собственост на бизнисменот Васе Манасиев. Оваа фирма е формирана уште во 1990 година. Имале земја, но на неа никогаш не било предвидено висококатница. Се до 2013 година, кога фирмата бара пренамена во градежно земјиште, а Советот на општината на чело со тогашниот председател Виктор Камиловски од ВМРО ДПМН експресно го прифаќа. Локацијата е атрактивна, но собственикот Европа Комерц од Кочани не е во градежниот бизнис. Па така Европа Комерц во 2014 година, заедно со Друштвото за хотелиерство и туризам, Архи, ја формираат фирмата Massive Construction. Фирмата Архи ДОО сега е во собственост на Орка Холдинг и ССС Инвестмент, на зетот на Орце Камчев. Но во времето кога се носи деталниот урбанистички план, нејзин собственик е Кара и славниот македонски офшор, околу кој се вртат многу истраги за перење на пари, Ексико, во собственост на швајцарската фирма од Лугано. Во моментот на добивање на зелено светло за градба, фирмата поставува двајца управители. Првиот е Васе Манасиев од Европа Комерц и контроверзниот Тодор Мирчевски, директор на Ексико, преку која во времето на ВМРО ДПМН се купија голем број фирми и удели во Македонија. Овој урбанистички план најде на отпор кај жителите на Аеродром. Имаше и протести, па беше повлечен. Но Коневски на 5 април минатата година повторно го стави на гласање и со мнозинството на ВМРО ДПМН во Советот беше изгласан.
Тогашниот претседател на општинската организација на СДСМ, а сегашен градоначалник Златко Марин, беше најгласниот кој бареше да се стопира процесот и да се зачува зеленилото на овој потек во аеродром. Денеска ќе објасниме како Ивица Коневски е влезен во урбаната мафија, што е класична потврда дека тој се грижи само за бизнис интересите, а не и за граѓаните. Затоа Коневски го донесе на брзина спорниот дуг, со кој што го загрозува воздухот и здравјето на граѓаните во општина Аеродром. Собственикот на плацот кај Мајчин дом, бизнис партнерот на ВМРО ДПМ Орце Камчев, преку фирмата Massive Construction од Ивица Коневски добил маркица за огромна зграда од 9 ката. Коневски се вадеше дека земјиштето било приватно и дека доделувањето на маркицата за изградба на зграда било во законска и транспарентна процедура. Не се работи за јавна површина, се работи првенствено за приватно земјиште, кое што е во градежна зона, покрај булеварот Јане Сандански, кај Мајчин дом. Инаку да е парадоксот поголем, тоа приватно земјиште, тој јавен дел е станат по пат на продажба, приватно земјиште уште во времето на СДСМ. Значи, тие се тие кои што на времето продаваа зелени површини и сега се обидуваат да ја префрлат вината на нас, кога сакаме да ги урбанизираме практично оние делови кои што се целосно неурбанизирани. Жителите на аеродром не успеа да ја спречат урбанизацијата на оваа локација, но и покрај насилното донесување на деталниот урбанистички план, собственикот на парцелата не почна да ја гради зградата. Собственикот на Европа Комерц Васе Манасиев не сакаше да зборува зошто и како се отуѓува парцелата. Пребарувањето на интернет покажа дека земјиштето се нашло на лицитација, поради тоа што Европа Комерц има долг кон Комерцијална банка. Така банката, градежното неизградено земјиште во површина од 5033 метри квадратни го продава за 3.116.000 евра. На лицитацијата се јавиле 4 градежни фирми: Адора, Настел, ЗСФ-ком и Капитал Груп. Земјиштето го купил Фатмир Етеми преку својата фирма ЗСФ-ком за 3 милиони евра, односно по 600 евра за квадрат. Во март годинава фирмата почна да врши истражување на теренот, па аеродромци го подсетија Марин за ветувањата дадени пред да стане градоначалник. Но тој одговорноста ја префрла на неговиот претходник и вели дека е немоќен да смени нешто. Фатмир Етеми за проверено изјави дека засега нема да гради таму, бидејќи неговата фирма гради неколку згради на други локации, но дека секако кај Мајчин дом ќе изгради зграда, како што е впишано во деталниот урбанистички план. Златко Марин, првиот градоначалник на СДСМ во општина Аеродром. Дали историјата ќе го изедначи со неговите противници, на чие контроверзно конто ги доби изборите? Вети крај на бетонската џунгла и мудри урбани инвестиции надвор од јадрото на Аеродром. Билјана Секуловска разговараше со градоначалникот на општина Аеродром. Жителите на Аеродром протестираат поради тоа што се гради 9-катница онаму кај Тобако 2. Знаете ли вие кој е инвеститор? Инвеститор е, според проектот што е даден во општината, Портен инженеринг груп. Тој е детален урбанистички план од 2012 година донесен. Таму е зацртана маркица за таа зграда уште од тогаш. Собственици на земјиштето се 13 фамилии. Добро, да говориме околу инвеститорот. Знаете дека е Порта инженеринг. Знаете ли каде им се канцелариите? Не знам каде им се канцелариите. Кај нас имаат аплицирано за одобрение на проектот прв пат во општината во 5 месец 2017 година. Знаете ли дека адресата на канцеларијата на Порта инженеринг е истата на Адора инженеринг? На Адора инженеринг знаете дека е на Ванчо Чифлиганец. Таква информација немам, ниту имаме обврска ние за да знаеме кај им се канцелариите на самите инвеститори. Не знаете дека не постои канцеларија на овој инвеститор. Со оглед на тоа што знаете дека протестираат жителите на Аеродром, ова може да ви биде клучен тригер, иницијатива всушност да преземете и да побарате преиспитување, односно ревизија. Значи имате фантомска фирма, каде што не може транспарентно да се видат ниту телефони, ниту контакт, интернет страница, веќе се наброив. И канцеларијата е непостоечка, ако тропнете кај Чифлиганец. Ревидирање ние на дуповите и сега правиме интерно. И велите дека не ве интересира. Мора да ве интересира, вие сте градоначалник. Да, меѓутоа не сум истражен орган, за да бараме каде им се канцелариите. Можете да инициирате истрага токму поради тоа што има фантомска фирма. Се согласувате ли со мене? Дали фантомска, јас се уште не знам.
Вие го говорите тоа. Морате да го знаете Вие го говорите тоа. Морате да го знаете. Обврската наша. Се извинам што ве прекинувам, но сакам на ова да ми одговорите. Морате да знаете со оглед на тоа што веќе протестираат граѓаните. Граѓаните протестираат и токму поради тоа да се заинтересирате. Значи граѓаните протестираат затоа што се гради таму зграда, а не протестираат заради тоа што фирмата е фантомска, што вие го тврдите тоа. Таму има детален урбанистички план од 2000... Кога протестираат, тогаш ќе се заинтересирате кој инвеститор, од каде се наоѓа канцеларијата, ќе го повикате инвеститорот, дали може да поразговарате со него. Тоа не е наша обврска. Велите дека тоа не е ваша обврска, да се интересирате за тоа каде се наоѓа, односно кој е инвеститорот. Тоа не е ваша обврска. Не е наша обврска, сигурно. А што е ваша обврска? Наша обврска е законската регулатива да ја спроведеме. Законски ли е да имате фантомска фирма, да не се заинтересирате каде е канцеларија? На погрешно место го поставувате прашањето. Добро. Ајде сега околу изведувачот. Знаете ли кој е изведувач? Не знам. Добро, и тоа не ви интересира, тоа не е ваша законска обврска. Нас не интересира дали има законски детален урбанистички план. И толку. Дали проектот што го аплицираат... Се извинувам, може ли било кој тогаш, ако вас ништо од ова не ве интересира, кој е изведувач, така? Кој е инвеститор, ништо од ова да не ве интересира, вие имате урбанистички план и само тоа да ве интересира. Покрај урбанистичкиот... Вашите ингеренции се поголеми од тоа. Не сум баш убеден во ова што го зборувате. Распрашајте се. Затоа што таму има 13 собственици на земјиштето кои што го имаат овластено во 2015 година дека смее да го употребува за градење. И аплицирале граѓаните ги интересира зашто има таму зграда. А вас не ви интересира кој гради зграда? Мене не ме интересира. Добро. Кој гради зграда затоа што не е моја работа. Да, работа ви е. А знаете ли дека тој што е изведувач се вика како? Знаете ли како? Не знам. Кочо Стојчевски. Добро. Фирма Специјал Градба Доел. Работи во општина Центар. Порано бил инспектор, порано бил дури хаусмајстор и подоцна напредува. Сега кажете ми како може човек што работи веќе во општина, се едно која општина, станува збор, потоа да биде изведувач. Веруете, ако е тоа име таму што сте го запишале, може да му го поставите прашањето на него. Вас не. Па ова не ви е доволно ова не ви е доволно само да го прашам да поставам. Ова не ви е доволно да побарате ревизија. На што? И ова што ви го споменав. На што на пример ревизија да побараме? Еве ова што ви го споменав. Сето ова што ви го споменав. Мислам дека пак го поставувате прашањето на погрешно место. Добро. Самиот инвеститор си бара собствен изведувач. Може да го поставите и на првата фирма што е инвеститор и на изведувачот ова прашање. Кога нас тоа не интересира. Нас не интересира законската регулатива. Мене ме интересира да има законска регулатива согласно законот како се добива одобрението за градба. Дали е тоа испочитувано? Поред, друго не ве интересира кој е инвеститор, кој е изведувач, ништо. Тоа рековте дека не ве интересира. Вие ги слушате критиките на јавноста, но претходно ги слушавте. Така. Сега знаете како велат кои се коментарите. После Ивица Коневски дојде Ивица Коневски. Сега, што го обвинувавте Ивица Коневски? За злоупотреби, за урбана мафија. А сега замижувате и игнорирате. Па тој детален урбанистички план е донесен 2012 година. И за тој план јас воопшто не сум ни гласала, затоа што тогаш бев и актуелен советник. Баш заради причините... Советниците не гласаат? Гласаат за планот, ама јас тогаш не гласав за тој план. Добро. Единствениот, може да ги вратите дебатите каде што разговаравме, може да и записник да добиете. Ајде сега да видиме зошто не сте гласале, значи сте биле воздржани? Затоа што различно мислење имавме околу тој план, дали треба да биде катноста колкава што е сега во целиот црква УЕБ план. Добро. Сега таму се изградени 40 згради. Останати се сега уште 5-6 за доградување. Ја знаете ли разликата помеѓу гласање против и гласање воздржано во политиката? И дека воопшто јас не сум гласал. Да, кога не гласате, тоа е воздржано. Знаете што значи кога гласате, не гласате, односно гласате воздржано? Дека ви е сеедно. Дека тоа е вашиот став. Па не баш така, ако ги земете... Јас ви кажувам разлика помеѓу против и воздржано.
без разлика Да не се гласа, односно да тоа значи да се гласа воздржано, дека вие се едно, дека игнорирате воопшто. Баш не е така, затоа што тогаш сме имале средби со граѓаните таму. Гласате против, само да ви кажам. И граѓаните го знаат мојот став. Баш околу тој детален урбанистички план. Кога гласате против, кажувате дека се спротивставувате. Јас ви кажам, граѓаните го знаат мојот став околу тој детален урбанистички план. Меѓутоа што правиме со овие други 6 згради што остана, а каде што чекаат граѓаните да се изградат затоа што живеат во субстандардни услови во бараки. Знаете и само. Таму се изградени 40 згради, останати се уште 5-6 со тој детален урбанистички план. Вие кажавте дека ништо од ова не ве интересира, ниту инвеститор, ниту изведувач, и заради тоа можеме тука да се опреме, но јас не знам дека некој градоначелник ќе го интересира кој е собственикот на фирмата. Може министерот за урбанизам да не ги знае деталите, добро, но градоначалникот кој се соочува со секојдневни критики и протести мора се да знае. А сега ме интересира едно. А доколку јас го знаев кој е инвеститорот, што можам јас да сменам? Многу работи можете да смените, кажав дека грешка сте, ништо не можам да сменам. Господине градоначалниче Марин, можете да побарате ревизија. Колку цркви и крстови има во аеродром, дали знаете? Као бројка не, ама има многу. Пак не знаете, а сте... Бројката може би 10 цркви кои пола се поставени како урбана опрема. Или точната бројка може заедно после со станокот да ги изброиме црквите. Што ги изгради Ивица Коневски претходно. А кога гласавте, односно кога не гласавте, што мислевте? Дека ова е православна земја? Вие знаете православна земја? А за кое гласање зборувате вие? Не се гласаше за крстови и цркви на Ивица Коневски? Не. Тие се поставени пола урбана опрема. Другите се ставени во деталните урбанистички планови, за кои ја не сум гласал воопшто. Имено за тоа говорам, не сте гласале воопшто. Не, воопшто не биле поставени. И сега вака да ве прашам. Воопшто не биле поставени како прашање. Црквите и крстовите, за да бидат поставени на совет. Сега кажавте дека воопшто не сте биле, ама не сте гласали. Вие не ме разбирате, тие не се поставуваат на совет. Тоа е урбана опрема. Пола од нив се дадени со дозвола за урбана опрема, која дава град Скопје, за да се постави. Советниците, членовите во советот немаат никакви ингеренции со тоа. Кога гласате против за детален урбанистички план, тогаш можете да кажете, да образложите зошто сте против. Во тој случај ќе бидете против и тие цркви, и тие крстови, за кои велите дека не им знаете број. Тоа е едноставно. Сега убаво ви објаснам. Во тој детален урбанистички план ние што го зборуваме за црква УЈБ. Таму нема црква што е ставена како урбана опрема. Сега не знам дали се разбираме со вас. Значи не е еден детален урбанистички план на целата територија. Градежниот бизнис е најмносен за бизнисмените, но и за касата на локалните власти. Граѓаните не се битни кога се парите во прашање. За крај една илустрација. За зградата кај Тобако 2 на име комунали треба да се платат 1.250.000 евра, од кои 1.290.000 евра на градот Скопје, а 860.000 евра во општина Аеродром. Оставаме аеродромци сами да пресудат по чиј интерес се водат локалните власти, оној на бизнис заедницата или на граѓаните. Толку во оваа епизода на Проверено, до гледање.